на Биби! Биби, Боби и кукичката од чоколадо. Ням. Си беше еднаш една принцеза. Не. Си беше една самовила. Не е ни тоа. Си беше една... Ајде помогнете ми малку. Што? Како? Балерина? Не. Си беше еднаш една девојче и се викаше Биби. Таа си живееше во една мала кукичка покрај една волшебна шума. И во таа шума се случуваа секакви волшебни работи. И живееа многу необични суштества. Да. Ама ова вие веќе го знаете, нели? Но, сега ќе ви раскажам една приказна што не ја знаете. А тоа е како Биби и Боби станаа другари. Јеј! Еден ден, Биби се шеташе во шумата и проверуваше некој да не прави некакви бели. Кога? Го стогледа Боби. Здраво! Ти си Боби, така? Пред некоја недела се досели во нашата населба, нели? Да, тоа сум јас, Боби Худ, разбойникот од шумата. Тогаш Боби беше помал и беше многу палав и својаглав. Не слушаше никого и си тераше по свое. Кога Биби го сретна, тој трчаше низ шумата. Се вовираше во грмушките, се качуваше високо на најтенките гранки од дрвјата, скршнуваше од шумската патека и правеше врева, па ги плашеше и птиците и животните. Еј, Боби, немој толку да викаш, па ги плаши животните. Ајде да си играме нешто друго, сакаш? Да, може, ама да играме брканица. 1, 2, 3, фати ме, ако можеш ти! Боби се затрчи уште подлабоко во шумата. Биби викаше по него и го предупредуваше да биде внимателен. Ама не. Тој ништо не слушаше. Боби, само не скршнувај од патеката. Во овој дел шумата е длабока и густа и демнат многу опасности. Боби, ме слушаш? Не те слушам! Ќе мора да ме стигнеш! И Биби немаше друг избор, освен да тргне по Боби. Знаеше дека ако го остави сам, тој сигурно ќе се загуби. Додека трчаше низ дрвјата, Боби здогледа една шумска чистинка, а таму се надзираше нешто необично. Боби посака да истражи што е тоа што светка меѓу дрвјата и се стрча натаму пред Биби да може воопшто да го спречи. Биби попусто го предупредуваше. Боби веќе беше далеку, а Биби немаше друг избор освен да тргне по него. Кога стигна до чистинката, Биби се вчудовити. Што ли е тоа? Леле! Среде чистинката имаше кукичка, ама не беше обична кукичка, туку од чоколадо. Стаклата на прозорците беа направени од шекер и целите светкаа на сончевата светлина. Керамидите на покривот беа направени од највкусни бисквити, а чоколадните ѕидови на кукичката беа украсени со бомбони во сите бои. Боби веќе беше покрај кукичката. Ги лижеше ѕидовите и прозорците, кршеше парчиња бисквити од керамидите, ги вадеше бомбоните и ги грицкаше. Биби не можеше да поверува колку брзо успеваше се да пикне в уста. Биби, земи, пробај. Многу е вкусна оваа кукичка, многу, превкусна. Еј, Боби, што правиш? Од кај знаеш чија е оваа куќа? Како така кршиш и јадеш без прашање? Па некој живее тука. Не, нема никој. Јас ја најдов, значи моја е. Гриц. Твоја? Не може да биде твоја, некој друг ја изградил. А впрочем, не помисли дека може би е некаква замка? Од каде кукичка од чоколадо среде шума? Замка? Ауф! Глупости, како па да не? Ма пробај ти. Не ти се јаде чоколадо? Ми се јаде. Многу ми се јаде. Ама не јадам пред да се договориме со мама, затоа што не е здраво и не е добро за забито. И јас јадам помалку чоколадо.
а повеќе јадам овоше. Да. Тоа си е и сладко и здраво. Овоше. Бляк. Јас тоа не го ни пробувам. Гриц. Биби толку му се налути на овој палавко, што реши да си оди и да го остави сам во шумата. Тргна и само што навлезе меѓу дрвјата, запре и размисли. Па не е добро да се оставаат пријателите сами во неволја, макар и кога не го заслужуваат тоа. И затоа се врати, се скри зад една грумушка и чекаше. Не мораше да чека долго. За кратко време вратата од кукичката се отвори и од неа излезе една стара жена. Старицата изгледаше добродушно, да, но имаше злобен израз на лицето и Биби веднаш се посомнава дека има наумено нешто лошо. Но Боби ништо не забележа. Тој си беше зафатен со јадење. Мило детенце, влези внатре. Ке ти дадам уште сладки работи. Вкусни, превкусни. Прсти да излижеш. Вау! Уште сладки! Јупи-рипи! Сакам! Гриц. На Боби не требаше да му се каже два пати. Веднаш се втурна во кукичката, а старицата брзо ја затвори вратата и чкрап, ја заклучи однатре. Леле, знае дека е замка, а оваа старица се разбира е лошата вештерка. Јас не знам како не ја позна веднаш. Морам да му помогнам на Боби. И додека Биби решително чекореше кон кукичката од чоколадо, Боби беше зафатен со јадење сладки. И не забележа дека лошата вештерка го зароби, се додека таа не вресна од радост. Сега ќе видиш ти, ненаситени комал. Ми падна во замката. Што? Кој? Јас? Ама јас не направив ништо лошо. Ме не направив ништо. Сакам дома. Мамо. Сакам дома. Мамо. Биби. Нема дома. Нема. Боби почна да се тресе од страв, а вештерката се смееше и му се приближуваше. Сега, што сакаше таа да прави со него, ќе прочитате во сликовницата Биби, Боби и кукичката од чоколада. Таму се си е убаво објаснето. И така, вештерката злобно се смешкаше, ги триеше дланките и се подготвуваше да направи нешто, кога... Отвори! Лоша вештерке! Отвори! Знам дека си тука и дека го зароби моето другарче Боби. Кој те ропа? Биби! Биби, помогни ми, Биби! Биби? Да. Биби! Нели се договоривме да не доаѓаш во нашава шума? Сакаш ли да ти ги викнам џиновите? Тие веќе не се плашат од тебе. Или може би сакаш да ти го викнам таткото џин? Најголемиот од сите џинови. Леле, Биби, те молам, не викај го таткото џин. Леле, еве сега ќе отворам. Веднаш, Биби. Вештерке, ти нели ми вети дека нема да се враќаш во шумава? Потоа излегува дека јас лажам, дека никој веќе никогаш не те видел. Ајде сега да си одиш на некое друго место, ама да не правиш белени таму. Договорено? Да, добро, Биби, добро, договорено. Еве си одам. Си одам полека. Кутрата јас. Стара. А ти, Боби, дојди со мене да си одиме дома. И овој пат да ме слушаш. И да не скршнуваш од патеките. И да не трчаш низ шумата да ги плашиш животните. Во ред? Добро, Биби. И, Биби, извини. Другари, јупи-рипи! Јеј! И така, лошата вештерка се замина за секогаш. Или барем така изгледаше. А Боби и Биби заминаа дома. И од тој ден станаа најдобри другари. Боби беше многу попослушен од претходно. Иако се уште си беше палав. Но, од тој ден,
особено внимаваше да не јаде многу сладки работи, затоа што вечерта, откако се вратија, многу го болеше стомакот. Ме боли стомакот. Знаеш колку ме боли стомакот? И тоа е крајот на нашата приказна. Сега, на спиење. Па се гледаме наскоро со нова приказна. Добра ноќ! Една рака лево, другата е десно, на нив прсти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Заедно на двете прсти редом 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една нога лево, другата е десно, на нив прсти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Заедно на двете прсти редом 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Е. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ја учиме буквата Е. Еве ги, големата и малата буква Е. Ајде да видиме како се пишуваат. Еве, големата буква Е се пишува вака. Ама малата буква е сосема поинаква. Таа се пишува еве вака. Тоа го видовме и тоа беше лесно, а сега доаѓа потешкиот дел. Нашата омилена игра на буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на луѓе на буквата Е. Може ли да почнеме со животни на буквата Е? Може, ајде. Е, како елен или како еж. Нешто заборави. И како еднорог. Јиперипи! Да, може. А што друго знаеме на буквата Е? Еклер. Највкусен на цел свет. И енциклопедија. Се разбира. Мојата омилена волшебна книга. Вака, сега ќе играме нашата друга игра. Да погодиме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Е на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот, каде на почетокот и во средината на зборот, и каде и во средината и на крајот. На почетокот од зборот ја има во зборот Елка и во зборот Еским. Аха, а во средината од зборот ја има во желка, млеко и леб. А на крајот од зборот ја има во прасе и копче. Да, а на почетокот и во средината од зборот ја има во елек. Да, а знаеш каде ја има и во средината и на крајот од зборот? Во дете. Знаеш дека се изморив? А и огладнев. А сакам еден еклер, ве молам ако може. Може. Ама веднаш штом ќе завршиме. Да, другарчиња, дојдовме до крајот на ова видео, но ќе се видиме повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Ж. Ж, како желба. Желба за еклер. Биби, побрзај! Довидување, другарчиња!
завршува виножито. Тато, Чичко Татотино. Здраво, Бибуш, здраво, Боби. Што е возбудава? погледни низ прозорецот, татичко, побрзо. Што? Зошто? Што се случува? Што е? Бргу, Чичко Татотино, бргу. Боби, гледаш каде завршува виножитото? Запомни, затоа што, татичко, имаш детектор за метал. Немам. Зошто ти е, Биби? Епа, нели на крајот од виножитото има ќуп полн со злато? А ова е најблиску до виножитото што сум била. Да. Ајде, одиме да го најдеме златото! Чичко Татотино, навистина, имаш директор за злато? Детектор, Боби, не директор. И реков дека немам. Леле, деца, видете, тоа е само приказна. Нема злато на крајот на виножитото. Всушност, виножитото, или како што го викаат нашиот народ, Божилак или џуница, нема крај. Аха, така викаат тие што сакаат да си го земат златото само за себе. Чекај, Биби. Како нема крај виножитото? Деца, виножитото е еден од најубавите природни феномени. Знаете ли како настанува? Не. Сакате ли да ви кажем? Или уште подобро, сакате ли да ви покажем? Да, многу би сакале. Само прво да тркнеме да видиме дали... Блиску е. Ама јас знам да направам виножито. Слушам. И јас слушам со 5 уши. Знаете ли што е ова? Знаеме, ова сум јас. Огледало, татуш. Точно, Биби, ова е огледало. Видете сега, видете. Кога ти го наместам огледалцето во чашава со вода и ќе земеме еден бел лист од печатачот. Каде ја стави батеријата? Во втората фиока, веднаш до клучевите од подрумот. Мислам, не сме чепкале, не, си предпоставувам. Повели, Боби, ти светни, директно во огледалцето во чашата. А ти, Биби, држи го белиот лист, тука горе. Добро, собери ја светлината со листот. Така. Сега, што е тоа на листот? Навистина, татичко? Навистина, татичко, па се гледаат боите на виножитото. Джеперепи, богати сме, каква магија! Си имаме свое виножито. Каде е златото? Да, не е магија, деца. Наука е, наука. Кога низ водата ќе помине еден бел сончев зрак, тој се прекршува и од другата страна и слегува. Што? Виножито. Да. Водата има карактеристики на призма. А призма е прозирно стакло со агли, која ни помага да ги откриеме боите на виножитото. Гледам! Црвена, портокалова, жолта, зелена, сина, темносина и виолетова. Темносината научниците ја викаат индиго боја. Индиго, да. А како тогаш има виножита надвор? Кој свети со џиновска батерија? Епа, Боби, сонцето е џиновска батерија, нели? Виножита се појавуваат само кога има и вода и сонце. Кога има дожд, роса, магла, кога прска цревото во дворот, а капките вода низ кои поминува сончевата светлина се всушност мали призми. Како и водата во чашава. Навистина, виножито има само кога врне и кога има сонце. Се сетив, се сетив, да. Кога има и сонце и дожд, старите велеле, мечка се жени. Па нормално ќе се жени, кога го нашла златото од крајот на виножитото. Да. Ама нели рековме дека виножитото нема крај? Значи, нашите очи и нашата планета имаат нешто заедничко. Тие се сфери. Затоа светлината е прекршена низ капки дожд, ја гледаме како полукруг. Кога не сме или кога не би биле на земјата долу, би можел да се види целиот круг. Разбирам. Пилотите на авионите, луѓето што живеат во највисоките згради и астронаутите се единствени што виделе цело виножито. Така, мислам, цел круг. Ама ако нема крај, а круг е, нема крај. Значи нема ни злато. Има злато, како не? Знаев дека има. А каде? Во чашата, така? Не,
Вие сте златни деца, вие сте моето злато. Леле, татуш! Тишко тататино, ти си, многу си смешен.